Според Уставот, Македонија е социјална држава. Во пракса, Македонија е земја на социјална неправда. Во време кога бројот на приматели на социјална заштита се намалува и во овие 10 години рече се преполовен за половина, некаде во 2006 година околу 64.000 семејства примале социјална помош. Денеска тој број изнесува некаде околу 34.000 семејства. Во време кога секоја година се кратат работничките права, во време кога просечната плата во Македонија е најмала во регионот, помала од онаа во Албанија, во Бугарија, во Косово и Босна и Херцеговина и Србија. Истото важи и за минималната плата. Сметам дека треба да се зборува подеднакво како и за обновата за демократските вредности, така и за обновата на системот на социјална заштита. Денеска социјалните случаеви, оние кои имаат среќа да примаат социјална помош и не се избришани од бирократските лавиринти во институциите на државата, примаат смешни суми со кои не е доволно да се помине ниту една недела, да се прехранат, а камоли да плаќаат сметки за вода, струја и да се образуваат или лекуваат. Едно социјално загрозено 4-члено семејство, кое е долги години примател на социјална помош, треба да го преживее месецот со 2.600-2.700 денари, или ако ја земете таа сума и ја распределите по член, тогаш ќе видите дека еден член дневно треба да го преживее денот со 22 денари на ден. Со тие 22 денари дневно треба да се прехрани, да се облече, ако е болен да се лекува, ако е млад да се образува. Во еден таков контекст сметам дека треба да се бориме за да можеме да од Македонија освен да направиме освен демократска, туку треба да направиме и социјална држава. Билјана Дуковска, добар ден. Што представува Македонската платформа против сиромаштија? Македонската платформа против сиромаштија е еден многу незгоден субјект. Значи, може да биде голем пријател на секоја власт и голем непријател во исто време, во зависност од тоа дали ќе се свати незината улога. Значи, ние сме платформа од граѓански организации, синдикати, во последно време и поединци, кои што сме здружени со една цел, а тоа е да направиме една широка борба против сиромаштија, со цел да воведеме социјална еднаквост, правда, демократија и да ја поттикнеме граѓанската солидарност преку социјално вклучување. Значи, идејата започнува во 2010 година како поттик од Европската платформа против сиромаштија, во која што веќе членуваат голем број на европски земји со нивните организации и се менува фокусот на работењето на платформата онака како што се менува и државниот контекст. Значи, во едно време повеќе се зборуваше за човековите права и граѓанските права, вклучувањето на граѓаните, сега сме веќе фокусирани на вклучување на граѓанинот во сите процеси на одлучување. И тоа го демонстрираме преку личен пример. Значи, платформата против сиромаштија накратко представува пример како треба да функционира една власт, една влада и една држава во чиј фокус треба да бидат граѓаните, односно една социјална држава. Што е потребно да се случи за да профункционира социјалната држава во Македонија? Секогаш, кога една држава се декларира како социјална, најважно е да има три работи. Првата работа е да има политичка волја да го направи тоа. Втората работа е да има знаење како да го направи тоа. И трето е да ја препознае улогата на граѓанинот во сите процеси кои што се однесуваат на него. Значи, кога велам во сите процеси, не мислам на она што сега се случува да се информираат граѓаните дека ќе се донесе некој закон. Напротив, тие треба да бидат прашани дали имаат потреба од тој закон, дали истиот ќе ги исполни нивните очекувања, како тие сметаат дека може лично да се вклучат и да се ангажираат и да предонесат, и конечно, значи, граѓаните да бидат оние кои што на крај ќе кажат дали тој закон е добар или лош. Што во Македонија може да се направи? Па прво треба
онака како што редоследно ги набројав, значи да се смени политичката волја. Значи во моментов не постои волја за воспоставување на една социјална држава во вистинска смисла. Значи ќе го демонстрирам тоа многу едноставно. Ние секоја година организираме конференции за сиромашни социјално исклучени со голем број на лица кои што навистина живеат во социјален ризик. Значи тука има и дискриминирани, маргинализирани заедници. Не се тоа групи само за кои што нели велиме чепкаат по контейнерите. Значи во изминатите години не удостојуваше власта со по еден-двајца представници, дали од Собраниска комисија, дали од соодветното ресорно министерство, за лани, во 2015 година, да ни се случи конференција на сред Скопје, на сквер Јадран, да не биде нити медиумски покриена, нити посетена од било кој политичар, од било кој ниво на власт. Тоа покажува дека владата едноставно не сака да не види, да не препознае и дека не постои политичка волја за било што да се смени. Како вие ќе ги менувате работите и состојбите ако не знаете во суштина какви се? Проектот Скопје 2014 е класичен пример како неодговорна власт троши стотици милиони евра, а ги запоставува стечајците, социјалците и останатите сиромашни луѓе кои се под работ на сиромаштијата. Видете, тоа е многу добар показател како државата ги гледа и ги третира собствените граѓани. Тие таму некаде долу невидливи, а спомениците со сите нивни пари направени, видливи, репрезентативни, да промовираат некоја култура. За жал, излезе дека тоа е култура на злоупотреба на работниците, злоупотреба на државните пари и култура на едно несовесно трошење на тие пари. Значи, јас не сакам да користам бројки, бидејќи бројките најчесто не ги отсликуваат чувствата, емоциите на луѓето кои што се зад тие бројки. Ама кога станува за Скопје 2014 и кога станува збор за маргинализирани групи на граѓани, има едни многу интересни показатели кои што лесно се наоѓаат на интернет, не би ги образлагала многу, туку само накратко. Значи Скопје 2014 се најавил како проект од 80 милиони евра, кој што супер нас културно нели ќе не смести на позиција во светски рамки, ќе доаѓаат туристи, ќе се сликаат и ќе ни оставаат пари. Сега сумата е некаде околу 600 милиони евра. Од 2009 до 2015 година, доколку се следат парите, значи буџетски средства за активни мерки за намалување на сиромаштија во милиони денари или во проценти, значи во проценти е 1,26% вкупно за сите години, значи од 2009 до 2015. Во милиони евра тоа се околу 34 милиони евра. Годишно? За сите години, вкупно. Значи, тоа се активните мерки за намалување на сиромаштија. Значи, има тука бројки кои што се за социјални станови, за социјални трансфери и така натаму. Меѓутоа, не би навлегувало, мислам дека е доволно јасно колкава е таа распределба и на кого се става тежината и фокусот во оваа држава. Уште да биде појасно, ги спомнавте стечајците. За нив се споменува некоја сума од 12 милиони евра која што ќе ги реши нивните проблеми. Зар луѓето во оваа држава не вредат толку пари. Значи ние забораваме дека, или оваа влада заборава, платформата не заборава, дека секој човек во оваа држава е ресурс, економски. И дека секој неискористен ресурс во суштина представува загуба. Ние се ставивме во една нефункционална искористеност на ресурси, значи употребивме пари кои што не се на државата, тоа не се пари на владата, тоа се пари на граѓаните, нивни пари, не за нивно добро, туку за лична промоција на владата, што во суштина е многу лошо. Значи порака која што треба да представува школски пример како не треба да се раководи со парите на граѓаните. Македонија стана пример, негативен пример за раслој помеѓу богатите и сиромашните. Каков е вашиот коментар за тоа и дали тоа може да се поправи? Видете, ние не сме нити првата земја која што има нееднаквост, нити па сме последната, ама за жал, тоа е толку многу изразена и само го потврдува мојот коментар дека повторно се сведува на една политичка волја и на правилно поставени политики. Значи, купчето пари е тоа. Купчето пари ни избега во странство затоа што луѓето тука не сакаат нивните пари да бидат злоупотребени. Значи имаме масовно иселување. Она што тука се случи е дека оние кои што најдоа простор да ги злоупотребат парите на граѓаните се во оној слој на богати,
А како ги злоупотребија парите? Затоа што регулативата или судството или државата им дозволи тоа. Што е она што може да се направи? Значи да се промени една политика која што постои, во која што е во поддршка на богатите слоеви и заборавање на оние сиромашни. Значи, ние како платформа се залагаме за воведување на минимален достоинствен приход. Тој е пример како може таа распределба да биде подобра. Значи, во моментов не имаме социјални трансфери составени од пензии и останати социјални трансфери кои што намалуваат сиромаштијата за 40%. Значи, во исто време имаме луѓе кои 65% од луѓето кои што се во материјална депривација, а тоа значи дека тие не се во состојба да се ги покријат непредвидените трошоци најчесто. Значи, најпросто кажано, доколку имаат проблеми со зъбите, немаат пари да ги поправат, што веднаш се рефлектира на се останато. Значи, доколку овие пари овде како што претходно ги споменав за Скопје 2014, ако што доаѓаат, нели, дел од даноци, дел од други приходи, државни приходи, доколку тие посоодветно се распределеа и по нашиот предлог, наместо социјална помош од неполни 50 евра се дадеше повеќе пари во џебовите на граѓаните, секако дека ќе се надминеше овој раслој помеѓу сиромашните и богатите во Македонија, што повторно значи да заклучам, се сведува на политичката волја, знаење и вклученост на граѓаните во креирањето на политиките за надминување на било кој проблем во социјалната сфера. Што треба да направат граѓаните за да можат да сменат оваа ситуација? На граѓаните им престанува да бидат гласни. Значи, Скопје 2014 покажа дека местото на луѓето не треба да биде на плоштадите. Значи, ако ги анализирате скулптурите, ќе видите дека тука нема ниту еден работник, нема ниту еден професор, нема ниту еден научник, нема ниту едно лице кое што лебот си го заработува на достоинствен начин. Значи, ќе видите дека тука се само борци. Ќе видите дека тука има една култура на насилство. На граѓаните им преостанува да за своите пари си бараат вредност. Значи, да не прифаќаат она што им се сервира, него тие да ги креираат условите под кои што новата влада ќе дојде и ќе располага со нивните пари. На граѓаните едноставно им преостанува да излезат од она место каде што се сега ставени во една подчинетост, во една немост, во една обесхрабреност. Значи, само тоа е лекот да се надминат сите овие проблеми. Благодарам.